како и дали воопшто приватниот сектор ги гледа одржливите цели за развој како бизнис можности. Однакво што сакам да го напоменам е дека конкретно, значи можам да говорам за Сојузот на стопански комори на Македонија, дека соработуваме навистина блиску со UN Climate Change во насока на тоа да обврзаме што е можно поголем број на предпријатија во Македонија да ја прифатат практично на не е обврска клаузула, да кажеме, за намалување на стакленичките гасови до 2030 година. Она кое што сме го детектирале досега како голем предизвик е од една страна дека постојано на големите индустријски капацитети им се одложуваат барањата за практично имплементација на сите оние стандарди кои што е неопходно да ги имаат имплементирано во своето работење, за да може да биде и здрава и прилагодена нивното работење кон животната средина, како што сакаме сите да ја имаме и да ја живееме. Додека вториот дел од предизвикот е во делот на микромалите и средните предпријатија. Тука она кое што сме да го детектирале досега, иако најголемиот дел од овие предпријатија не се големи загадувачи, во секој случај се обидуваат што е можно повеќе да допринесат за тоа да се намали загадувањето на животната средина, меѓутоа и да влијаат што е можно повеќе на делот што се однесува на климатските промени. Затоа кај нив, како што споменав, обврската за намалување на стакленичките гасови, односно нула Race to Zero до 2030 година е нешто на кое што сме посветени, меѓутоа она кое што сме го детектирале е дека во ова време практично на голем број на предизвици во секоја сфера на живењето, кај нив свесноста е навистина на многу ниско ниво, што практично представуваат овие чекори кои што тие би требало да ги превземат, за да може да стигнат до да допринесуваат квалитетно до подобра и чиста животна средина, а и до намалување на предизвиците во климатските, што се однесува до климатските промени. Така да